Добра вечер. Гледате свести на Гласни идеи. Изминаа 31 година од 8 септември 1991 година, кога граѓаните на тогашна Социјалистичка република Македонија излегоа на референдум и гласа за самостојна и суверена држава. Ова недела исплива уште една иницијатива за референдум, кој, ако се одржи, ќе биде четврт поред од осамостојувањето до сега. Но ова недела на површина испливаа и горливи прашања во однос на образованието и здравството. Да проследиме. Дозволете вечерва да ви честитам на вас сите и на сите граѓани и граѓанки на Македонија. Слободна, суверена и самостојна Македонија. На централниот градски плоштад во Скопје вака беа прославени резултатите од референдумот. Се гласаше за идното политичко уредување на државата, но не и за идното економско уредување. Со други зборови, транзицијата која следеше за преминот од социјалистичко самоуправно уредување во капиталистичко уредување не беше проследена со референдум. Следните два референдума беа повторно на политичко-национални прашања околу територијалната поделба на општините и околу Преспанскиот договор со кој се промени името на државата. Во сите три случаи се гласаше или бойкотираше на етничка основа. За тоа, како сега најавениот референдум против договорот со Бугарија ќе влијае врз меѓуетничките односи и кои се изгледите за успех, имајќи го во предвид не единството на опозицијата, уште пред да биде формулирано референдумското прашање, на 8 август разговаравме со Зоран Василевски на првата емисија на Гласни идеи во новата сезона. Таа опасност виси над оваа држава откако се одвои од Југославија. Треба да се потсетиме дека на првиот референдум албанците во голем дел го бойкотираа или целосно. Подоцна имавме референдум пред колку години за територијалната поделба, каде што само етнички македонци излегоа на тој референдум и не се достигна цензусот 2004 или 2005, мислам дека тоа беше. Подоцна имавме уште еден референдум 2018 во кој на некој начин со бојкот се изрази незадоволството, да. И сега имаме повторно, предлог за референдум. И тука има интересни размислувања од сите што сега ги разгледувам, тие што се против францускиот предлог. Дел од нив сметаат дека со тоа што се бойкотирал на референдумот 2018 година, дека тие го кажале својот став дали за Европската унија, дали за Преспанскиот договор и дека тогаш сметаат дека ја завршиле својата работа, дел од нив. Други па сметаат дека џабе е да се организира референдум затоа што ќе биде фингиран и слично, додека трети сметаат дека мора да се одржи. Јас во тоа ја гледам поделбата во опозицијата, предизвикана од она што претходно го кажав, трка по политички поени. И мислам дека во тој дел ќе видиме доста задни игри, доста стратегии што и како да се прави. Тоа мислам дека ќе ја руши позицијата на противниците на францускиот предлог. Инфлацијата и енергетската криза создаваат потреси во речиси сите области на живеењето. Образованието и здравството не се поштедени. Во неделата што измина, своето незадоволство го изразија матичните лекари кои одржаа 3-дневен протест, при што во ординациите се примаа само итни пациенти со висока температура и други покритични состојби. Тие подолго време се жалат на зголемените трошоци за работа, кои ескалираат со зголемувањето на цената на електричната енергија и парното. Бараат зголемување на капитациониот бод, што значи дека финансискиот товар би паднал врз грбот на пациентите. Претходно, министерот за здравство Беким Сали изјави дека не го поддржува најавениот штрајк, а се противи и дел од фелата.
Неделата што измина ја одбележа почетокот на учебната година, која започна со веќе познатите рецидиви на проблеми, како ненавремено испечатени учебници и неплатени сметки за струја на одреден број училишта. Воедно слушнавме и идеи за дополнителни мерки за штедење струја и парно, преку промена на датумите на отпочнување и завршување на годишниот распуст на учениците. Како локална самоуправа ќе поднесеме две барања до Министерството за образование. Првото, зимскиот распуст да биде во периодот од декември до јануари, односно 2 месеци, а летниот распуст да трае околу месец и половина. Настрана од енергетската криза, во основните и средните училишта очигледен е проблемот со меѓуврсничкото физичко и психичко насилство меѓу учениците, познат како булинг. Речиси 2/3 од анкетираните ученици во средните училишта во Скопје сметаат дека има врсничко насилство во нивното училиште, а околу 1/3 биле жртви на некоја форма на врсничко насилство во изминатата година, покажува истражувањето спроведено од Институтот за човекови права. Од декември 2021 до февруари 2022 биле анкетирани 995 ученици и 255 наставници на темата. Дека може да биде форма на насилство ако некое дете го изолираме, не го дружиме, не го викнеме на роден ден, го изфрлиме од групата на социјалната мрежа што сме ја формирале и дека тоа дете може да има последици. Тие мислат дека имаат право на вакво однесување. Присутни се сите форми на вербално и психичко насилство и ги практикуваат. И ние сме средина која нормализира различни форми на насилство, поради што децата ги читаат ваквите пораки и сметаат дека е тоа социјално прифатливо однесување. Единствен начин за справување е редовно да се зборува со децата дека ова е неприфатливо однесување, да се развива емпатичност со чувствителност, која е основна бариера пред суровоста. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин.